Еврокомесарот за преговори за проширување и соседство Јоханес Хан потврди дека следната недела ќе дојде во дводневна работна посета на Скопје, но не сака да коментира за случајот Пуч и заканите кон премиерот Никола Груевски од страна на лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев со компромитирачки материјали добиени според признанието на Заев од странски разузнавачки служби. Еврокомесарот Хан повторно порача дека сака да види политичка дебата во Република Македонија и таа да се одвива во собранието, а не на некое друго место. Министерката за надворешни работи на Хрватска Весна Пусич изрази сериозна загриженост за случајот Пуч во кој лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев со помош на компрометирачки материјали добиени од странски разузнавачки служби се обидел да го уценува премиерот Никола Груевски. Пораката на шефицата на хрватската дипломатија е дека се работи за случај кој и нанесува штета на Македонија, што се одразува и на регионот. Хрватска го поддржува напредокот на сите држави од нашиот регион кон Европската унија. Затоа сметаме дека се што и наштетува е штетно за Македонија, но тоа е штетно и за регионот, е децидна Пусич. А Хрватска ја поддржува Македонија во незините настојувања да стане дел од НАТО и да се интегрира во Европската унија. Македонија е подготвена веднаш да стане дел од алијансата и ние сметаме дека е многу важно за иднината на регионот тоа да се случи што поскоро, порача министерот за одбрана на Република Хрватска Анте Контромановиќ по денешната средба со неговиот македонски колега Зоран Јолевски. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат од 3 до 3,5 денари, а дизелот за 2,5 денари по литар. Новата цена на Евросупер 95 се зголемува за 3 денари и ќе изнесува 62 денари за литар. Евросупер 98 поскапува за 3,5 денари и ќе се продава по 64 денари. Малопродажната цена на Евродизел ќе изнесува 51 денар за литар. 9-годишната Тамара Димовска од Велес не ја дочека операцијата на рбетот. Како што потврдуваат од Велешката болница, малата Тамара починала утрината. Тамара имаше вродена маана на рбетниот столб. Првата операција и беше извршена пред 2 години во Македонија. Тамара требаше да замине на повторна операција во Турција. Регионалниот пат Битола-Новаци повторно е ставен во функција и непречено се одвива со обраќајот на двете страни. Екипи на РЕК Битола извршија транспорт и монтирање на цевките, а општина Новаци обезбеди тампон за засипување на патот, кој неодамна беше пресечен како интервентна мерка за заштита од поплавите. Од денеска почнува санацијата на штетите од поплавите што зафатија неколку региони во земјава. Како што посочи министерот за транспорт и врски Милејана Киевски, ќе се почне со санација на патиштата и мостовите. Штом се повлече водата во Новаци, ќе се санира и коритото на реката Црна. По повлекувањето на водата, Министерството за здравство превентивно ќе врши дезинсекција за заштита од заразни болести, а Министерството за труд и социјала преку своите центри ќе направи евиденција за сите загрозени семејства од поплавите. Телефонските броеви што ги отвори Црвениот крст за донација за поплавените се уште се во функција и се повикуваат граѓаните и компаниите да донираат. Помош од 50.000 евра ќе испрати Србија за поплавените подрачја во Македонија. Исто толку поради последиците од катастрофалните поплави ќе бидат донирани и на Албанија. Одлуката е донесена вчера на седницата на српската влада, а иницијатор на предлогот бил премиерот Александар Вучич. Руската влада денеска соопшти дека председателот на владата Владимир Путин нема да толерира никакви ултиматуми што се однесуваат на Украина. Медиумите шпекулираа дека Германија му дала рок на Путин до среда да се согласи со мировниот план или Русија ќе се соочи со нови санкции. Ние се кажавме за време на преговорите. Никој никогаш не разговарал ниту може да разговара со шефот на државата преку ултиматуми колку и да сака да го направи тоа, истакна портпаролот Песков.